Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Вчера во медиумите можевме да видиме една слика, исто така и на социјалните мрежи, од тест во Институтот за јавно здравје за вирусот COVID-19, каде што паѓа во очи цената, тест кој чини ни помалку ни повеќе туку 4950 денари. Токму така, тестот за граѓаните може да се проверат дали се заразени од коронавирусот, или не, во Институтот за јавно здравје чини 4950 денари. Бидејќи тестовите за граѓаните се бесплатни, ова е сумата која Фондот за здравство ја наплаќа од Министерството за здравство. Сето ова би било нормално доколку тестовите во приватните клиники чинеа исто колку и во јавното здравство, а не 3 пати помалку, односно 1200 денари, 1500 денари по тест во една од приватните клиники. Разликата е огромна во тестот, во цените на тестот од приватните клиники до јавното здравство, односно разликата во цената е дури 3750 денари. Вчера, како и за се останато периодов, видовме и слушнавме многу различни ставови од власта. Најпрвен Венко Филипче не знаеше зошто цената е толку повисока на тестовите во јавното здравство. Фондот за здравствено осигурување немаше прецизен одговор, рече дека понатака ќе одговори, за потоа Министерството за здравство да реагира дека во таа цена влегували платите на луѓето и другите трошоци за одржување на институтот. Од ниту една од институциите под капа на Венко Филипче Ден Дончев, инаку сите знаеме од претходно вмешани во сериозни криминали во врска со рекетирање на фирми кои се занимаваат со дијализа, нема конкретен одговор зошто цените се толку различни, односно зошто толку висока цена наплаќа фондот на Министерството. Чудно и тоа многу, како приватните клиники кои нормално е да имаат и имаат поскапи цени за услугите од јавното здравство, во цените од 1200-1500 денари немаат вкалкулирано плати за вработени цени за одржување, односно тоа е цената колку што чинат тестовите. Сите знаеме дека цените во приватното здравство се далеку поскапи од јавното. Почитувани, срамота е ова што се случува. Нема ниту една прецизна изјава каде што ќе се изнесе вистината во врска со набавката на тестовите за COVID-19 и цената колку на вистина чинат и зошто е тоа така. Ова што се случува е класичен криминал и воено профитерство. Доволно се молчеше. Криминал правеа, за кој имаат и претходно кривична пријава Ден Дончев и Венко Филипче и пред кризата со коронавирусот. Криминал прават и сега во моментов, каде што реализираат воено профитерство на грбот на граѓаните во едно време каде што граѓаните се во сериозна криза врска со заразата. Со разликата од цената на тестовите до цената која наплаќаат во јавното здравство, Фондот за здравство ќе можеле да се купат 3000 тестови повеќе за тестирање на граѓаните, наместо 1000 тестирани до вчера, ќе можевме да имаме 4000 тестирани граѓани за појасна епидемиолошка слика, а не луѓе да дознаваат дека нивните блиски имале корона дури откако ќе починат истите. Срамно и жално е колку немаат срам Венко Филипче и останатите да печалат на грбот на граѓаните, како што тоа се случува сега со ова класично, така наречено воено профитерство. Благодарам. Има едно прашање од медиум, а тоа е коментар околу кондицијата на буџетот и економските мерки од страна на владата на Република Македонија. Би сакал само да истакнам дека во моментов економскиот тим на владата тотално се збунети. Секојдневно гледаме различни изјави. Најнапред пред 7 до 10 дена имаше изјави од страна на Зоран Заев, од страна на министерката Нина Ангеловска за финансии, дека буџетот е ликвиден, во одлична кондиција и така натака, за да пред неколку денови, пред 2 до 3 денови, имаме изјава од страна на Зоран Заев дека во буџетот ќе фали дупка, односно ќе има дупка од 1 милијарда и 300 милиони евра. Вчера исто така имаше изјави од поранешниот вице-премиер за економски прашања Кочо Андјушев дека во буџетот можно е да има дупка и до 2 милијарди евра, така да очигледно е во каква кондиција е буџетот на Република Македонија, очигледно е каква е економската ситуација во
Министерството за финансии, од проста причина што овој економски тим на владата, предводен од СДСМ, е апсолутно неспособен. Дополнително мерките кои што беа предложени до стопанствениците се далеко доволни да се помине кризата. Ова не се мерки, ова се некои полумерки кои што воопшто не помагаат и дали ќе им помогнат на десетина проценти од стопанствениците. Би апелирал уште еднаш, бидејќи кога веќе сите знаеме дека ситуацијата е таква каква што е, има дупка од повеќе од 1 милиарда евра во буџетот, кои што сите знаат дека се потрошени на непродуктивни трошоци, дека дел од нив се испумпани преку тендери за кои што јавноста дознаваше. Апелираме уште еднаш да ги прифатат мерките предложени од ВМРО ДПМН, да ги послушаат советите од економскиот тим на ВМРО ДПМН и едноставно да побрзо излеземе од оваа криза која што ни се случува во моментов. Бидејќи ако вака продолжи несериозноста на владата, за многу набрзо компаниите ќе бидат затворени и граѓаните ќе немаат пари дома да се прехранат. Благодарам.